Добро почитувани. Оставка. Оставка Оливер Спасовски. 7 дена нема ништо од истрагата, кој тоа предизвика потера на водно. Тројца полицајци ви се повредени. 7 дена покажувате само неспособност и ништо повеќе. 7 дена никаде го нема ниту Митко Даневски, командирот на полициските тигри. Најспоменуваниот овие 7 дена го нема да демантира, го нема да го заштити угледот на тигрите. И затоа оставка Митко Даневски. Даневски го нема по сите прозивки во јавноста да демантира дали тој не бил еден од двајцата на водно, дали тој не ја возел службената кола фатена од камери, дали тој не бил човекот кој што предизвикал сообраќајка, дали не бил тој кој што оставил раскрвавени тројца млади полицајци бегајки без да им пружи помош. 7 дена молк, 7 дена пекол, ама 7 дена го нема ниту најспоменуваниот службен автомобил. Така јавуваат свиркачите, ниту кај задолжениот, ниту во гаражите. Може на автомобил, што бил во забранета зона во време на кризна состојба и забрана за движење на водно. И наместо истрага. Почитувани, како во најстрашна диктатура, МВР на Спасовски наместо да се справува со криминал, наместо да бара кој е тој што предизвикал ужасна потера и несреќа во која што се повредени тројца полицајци, МВР на Спасовски спроведува истрага кој е свиркачот што ги открил небулозите за потерата, за случајот познат како љубовникот на водно, случај кој што не смееше никако да се обиде да биде затворен со НН со непознат сторител. Наместо да ја открие вистината, МВР спроведува хајка низ своите редови, хајка низ можни сведоци, хајка низ оние места каде што бил белиот автомобил, објавен на пресконференција, хајка по можните агли на фотографиите, од каде е снимен идентичен како службениот автомобил на Митко Даневски. Хајка во лов на приватни камери и особено хајка во лов кој тоа контактирал со портпаролот на ВМРО ДПМНЕ. Почитувани, ова е диктатура. Малтретираат честни граѓани кои што ја љубат вистината заради нивните местенки и лаги. И колку поголем е притисокот што го прават, толку е поголем бројот на свиркачи со сведоштва и документи за ова злодело, криење на вистината за можна кривична пријава, за предизвикување на сообраќајна несреќа со последици и бегство и неукажување на прва помош. Тројца повредени млади полицајци. Полицајка на операција се опоравува со вградени железни шипки во рамото, а за МВР е доволно непознат сторител за да затвори ваков срамен случај. Не се способни да го заштитат водно, не се способни да обезбедат кризна состојба, затоа што личните интереси и заштитата на луѓето на Заев и на Спасовски им е пред се. Ова е диктатура. Тројца полицајци се повредени, ништо не е преземено. Тоа е пораката до оние млади приправници од аздисаните Спасовски и Заев. Важно е кој контактирал со опозицијата, а тоа открива само едно – дека криете и дека лажете. И го потврдува сомнежот кон Даневски. Тој повеќе нема углед за таа функција и се понатаму ќе продолжи да оди на штета на МВР, на честните припадници на тигрите, честните полицајци, на луѓето кои што ја почитуваат униформата и заклетвата дека ќе го почитуваат и штитат законот и Македонија. Ви благодарам. Тоа беше пресконференцијата. Дозволете ми да ви одговорам и на прашање пристигнато од Канал 5 околу условите за пописот и корона состојбата. Жалиме што неспособноста на власта, која што првенствено е видлива во стандардот на граѓаните, видлива во економијата, неспособност видливо во здравството, се прелева во секоја сфера на општественото делување и работа. Ви благодарам.